Денес е недела или прочка, последниот ден од подготвителната седмица, последна, каде што овој празник црквата го востановила пред почетокот на великите пости. Имено празникот прочка или простување кај народот е воспоставен од црквата за да се подготвиме, да си простиме со оние што сме си сгрешиле и кои на нам ни грешиле да им простиме, да побараме прочка од оние на кои што ние сме изгрешиле или нешто имаат против нас, и така измирени и со луѓето и со Бога, веќе понеделникот кај народот познат како чист понеделник, да го започнеме великиот 40-дневен пост во чест и спомен на воскресението Христово. Прочка како празник се практикува така што ако ние на некој сме грешиле, треба да му побараме прочка. Ако некој на нас ни сгрешил, треба ние да му простиме. Како што велиме во молитвата Оче наш, прости ни ги долговите како што и ние ги проштеваме на нашите должници. Па така да размислиме колку ние проштеваме, толку и нам Бог ќе ни прости. Ако проштеваме многу, и нам многу ќе ни се прости. Ако не простуваме воопшто, и на нас воопшто нема да ни се прости. И затоа христијанската љубов ни налага да се простуваме еден со друг, да се сакаме како браќа, како сестри, како едно тело, како еден човек, и секогаш во лицето на својот собрат да го гледаме Христа, зашто човекот е создаден по образ и подобие Божјо и го носи печатот Господов во себе. И кога ние ќе го погледнеме нашиот брат или нашата сестра, и тој кој ќе не погледне нас треба да го види Христа во него. И веќе да престанеме со оние омрази и со осудувањето, најголемиот грев осудувањето, бидејќи кога ние ќе сгрешиме, велиме Господи помилуј, а кога некој друг ќе сгреши, ние велиме правда за него. Вистинскиот христијанин и спрем оној што сгрешил ќе рече Господи и за него милост и за мене милост. Бадијала е да одиме на прочка кај оние што не сме се скарале, кај оние што немаат ништо против нас или ние ништо против нив, но традицијата останала таква, помладите додат кај постарите да побараат прочка. Впрочем, секогаш во животот може да се сгреши, може и волно и неволно да се сгреши, но сепак суштината на простувањето е спрема оние што сме изгрешиле и оние што ни изгрешиле. Ако некој со некого не разговара во текот на годината, имал некој било каков проблем, потребно е тие двајца да се измират, бидејќи нема проблем што не се решава во Христа.